Добар ден, криптоентузијасти. Денеска имаме посебна чест да го следиме следниот дел од паѓањето на банкстерите. Со оваа прилика можам да се пофалам со новиот постер позади мене. Така да уживајте во денешната епизода, имаме некои многу интересни моменти. Ќе направиме детална анализа на најслабите банки кои што се следни да паднат, ќе направиме и детална анализа. Ќе образложиме во однос на тоа каде се нивните акции пред самото отварање, значи за само неколку минути ќе бидат отворени, веќе во при bank sale, практично на при трейдинг. Значи имаме огромни падови на поголем дел од банките. Прво морам да се заблагодарам на еден од членовите во групата кој што го сподели ова. Јас навистина се обидов да најдам листа на овие најслаби банки, но нормално тоа не е лесно да се најде, со оглед на фактот дека се крие се повеќе, за да не се види дека има вакви слаби играчи кои што се следни да паднат. Така да благодарам кој да е што го стави ова како водилка. Ова се банките кои што земав денеска да ги проверам и се многу интересни, така да ќе споделиме околу тоа. Нормално, прво би сакал само да напоменам што е во однос со следните битни датуми кои што доаѓаат, како и нормално да поразговараме за вчерашниот состанок на кратко, да видиме што кажа одборот на гериатрија во Федералната резерва, како и понатаму нормално ќе направиме соодветна анализа на биткоин, ќе направиме соодветна анализа на традиционалните пазари со цел да видиме што уствари се случува моментално на пазарот и што очекуваме понатаму, со оглед на фактот дека најавата во криза која што следува во банкарскиот сектор може многу позитивно да делува на криптосекторот, но нормално тоа е нешто што мораме да го проследиме заедно, со оглед на фактот дека, како што кажав многу пати, досега никогаш не сме биле во потенцијална криза, односно во потенцијална рецесија, која што и овој пат ќе настане поради банките очигледно, како што беше во ситуацијата во 2008-2009 година. Ќе одиме поред, нормално ќе покажеме некои индикатори позитивни во однос на криптосекторот. Прво мораме нормално да објасниме што се случуваше во текот на вчерашниот ден. Вака, значи да образложиме дека вчерашниот ден беше буквално ни ваму ни таму. Значи го гледав целиот состанок, беа прашани многу прашања, но Джером Паул немаше никакви одговори. Значи, прво и најбитно, нормално, нели, знаеме сите дека беше покачено за 0,25%, значи тоа е новиот рейт хајк, кој што очигледно делува негативно на доларот, со оглед на фактот дека гледаме дека вчера имавме пад и тоа солиден пад за доларот во еден ден да падне практично, само да видиме точно колку, извинете, само момент. Значи, ваквата одлука на Федералната резерва очигледно негативно делуваше на доларот и падна 0,68%, што е доста голем пад за DXY индексот во само еден ден, со оглед на фактот дека ова е поради тоа што се повеќе и повеќе се ближиме кон потенцијално запирање со новите рейт хајкови. Каде е овде проблемот? Проблемот е што ни самиот Джером Паул, ниту пак неговиот одбор на гериатрија не знаат дали ова ќе биде последниот рейт хајк. Проблемот е што беше прашан неколку пати, неговиот одговор е постојано ист. Ќе видиме. Ќе процениме, ќе ги земеме следните податоци, ќе видиме. Ќе процениме во зависност од следните податоци, ќе видиме, ќе процениме. Значи, како расипана трака, постојано истиот одговор, значи дечкото немаше никакви одговори. Од друга страна беше запрашан во однос на вториот голем проблем кој што им следува, доколку во овој месец и почетокот на јуни не успеат да го дигнат нивото на долг кој што може да го има Америка. Официјално тоа ќе биде прв пат во историјата кога Америка ќе мора да признае, односно да направи дефолт на својот долг и да признае дека не може да си ги подмири своите достасани обврски, односно и Америка како нашите цигани на југ да признае банкрот, што би било многу интересно, додека имаат билиони за Украина и за Тајван и за останатите, нели, воени жаришта, немаат доволно пари да си ги покрие сметките на својата администрација дома. Значи, нели би било тоа совршена иронија, но како и да е, останува да видиме дали тоа ќе се случи. Тоа беше втора од битните работи кои што се зборуваше нормално. Значи, идејата на Джером Паул е дека следен состанок има повторно во јуни, со тоа што ќе се земе утрешниот податок, значи тоа е исто битна работа во текот на утрешниот ден, значи ќе се земе каква е моментално состојбата на вработеност во Америка, односно дали имаме зголемување или намалување на невработеноста, како и нормално да видиме кој ќе биде следниот, само да видам точно на кој датум е тоа, CPI, значи на 10 мај.
Значи на 5 мај имаме податок за невработеност, на 10 мај имаме Core и CPI индексите, со цел да видиме каква била значи инфлацијата во текот на месец април. Така да тоа се двата главни податока кои што им се потребни за одлучување понатаму. Пак ќе напоменам, значи ваквиот чекор за повторно зголемување за 0,25%, значи кое што можеме да го видиме овдека водиме нели евиденција. Значи гледаме ова е веќе од почетокот на годината имаме 3 рейт хајкови со 0,25%, со тоа што официјално сме на процент од 5,25% за се што е позајмено од Федералната резерва, што е еден од највисоките проценти во последните неколку декади. Сега, каде ова води, ќе ви покажеме во следниот дел видеото, каде што ќе разговараме за сите овие банки, само што моментално чекам да видам дали конечно им се ресетирани и дали се почнати во трговија. Да, почнати се, официјално само да видам, Значи денеска официјално пак West Bancorp е 42% во минус. Со тоа што гледавме веќе најдовме некои вести кои што се поврзани со тоа, не се само од тие, значи целата оваа листа имаме овдека отворено и ќе покажеме како сите се движат моментално. Ова се регионални банки, доста помали од оние кои што пропаднаа големите, значи гледаме дека поголемите лодни се во хаос денеска, но не се секирајте, JP Morgan кажа се е во ред. Значи пак ќе кажам, по не знам кој пат ќе го сменам банерот на нашиот Facebook, значи на нашата Facebook страна и ќе пишам: не гледајте што ви кажуваат, гледајте што прават. Значи мислам дека тоа треба да биде мотото на нашата група. Значи оваа багра гериатриска, значи не би им дал чопор овци, а не финансиски систем да водат. Но не се секирајте, они се тука да го поправат. Така. Сега, еден од битните работи кои што се спомна, а тоа е, значи затоа што ова беше податок кој што веќе беше овозможен, тоа е Job Openings and Labor Turnover Survey for March. Што уствари ова представува? Ова е значи официјалната дата директно, да речем, од самите Федерална резерва, затоа што они се тие кои што ги обработуваат. Значи во текот на оваа година гледаме дека се повеќе и повеќе job openings, што уствари тоа значи колку моментално имаме отворени места. Сега, зошто е толку мала невработеност? Затоа што имаме многу повеќе отворени места отколку што има работници на пазар. Како што можеме да видиме во оваа ситуација, значи гледаме дека се повеќе и повеќе се намалува бројката на отворени работни места, со тоа што значи ова е во текот на претходната па до сега. Значи со тоа што во претходната година негде блиску до овој месец сме имали 11,4 милиони, за сега моментално да имаме 9,59 милиони. Ова е она што Федералната резерва го очекува. Значи нив им е потребно да се случи овој кранч, односно да се намали што повеќе отвореноста на пазарите за вработеност, со тоа на некој начин се доаѓа до ситуација во која што се тера луѓето, значи зборувам за секојдневните луѓе, да намалат со трошење. Значи колку повеќе се намалува трошењето, толку повеќе се зауздува инфлацијата. Значи инфлација се случува кога имаме голем напредок, кога се повеќе и повеќе почнува нели да циркулира парата која што моментално имаме во системот, со тоа што дополнително да не забораваме дека инфлацијата се зголеми поради тоа што испринтаа огромна сума на пари од страна на Федералната резерва во текот на кризата на COVID, така да тоа е главната причина поради која што имаме многу висока инфлација. Но да истата се стави под контрола, потребно е да се натераат физичките и правните лица да не бидат толку отворени пазарот, односно да не прават толку голема циркулација на овие средства кои што ги има и да се рестриктираат во своите економски трошења, на тој начин ќе ја забават и потенцијално намалат инфлација. Значи тоа е идејата, со тоа што, како што кажавме, зголемување на вработеноста и намалување на отворените работни места се првите индикатори дека овие rate hikes кои што ги има поставено на Федералната резерва уствари функционираат. И гледаме дека според овој извештај од јануари па наваќе, значи од 11,2 до 9,59, значи имаме големо намалување, што е уствари и целта на Федералната резерва. Што значи дека понатаму се движат во правилен правец за намалување на инфлацијата. Но проблемот каде е? Значи не може да следите само невработеност. Затоа што во исто време кога ова се прави, и банките се рестриктираат се повеќе и повеќе и тука настанува оној кредит кранч кој што зборувавме во претходното видео, каде што значи не само физичките и правните лица зборувам нормални компании кои што рестриктираат своето трошење, истото го прават и банките. Затоа што во оваква ситуација на економска криза,
се повеќе и повеќе се случуваат ваков тип на bank runs кои што ги предизвикуваат овие банкроти на банките кои што ги гледаме, затоа што знаеме и сами дека ниедна банка нема доволно капитал за да ви го врати доколку сите бараат назад во исто време да бидат вратени нивните средства. Каде е овдека проблемот? Затоа што знаете и сами дека во моментот кога вие давате депозит на банката, она во истиот тој момент овој депозит го дава на некој трет човек, со тоа што разликата во тоа што да речем вас ви дава 1% за чувањето на парите на сметка, а му наплаќа на третото лице 4%, и овие 3% се ствари профитот кој што банката го прави со вашите пари. На тој начин банките функционираат со тоа што постои моментално принцип наречен fractional reserve banking, каде што они, значи, во Македонија на пример многу порестриктивно. Банката треба да има многу поголем процент од вашиот депозит во секое време достапен за да може да ви го врати, со цел да биде заштитен, затоа што знаеме и сами дека банка нема да постои ако не може да ги издава вашите депозити како кредит. Значи нема да има логика на банка. Зошто би постоела ако не може да користи тој кредит за да направи профит за себе си. Додека процентот кој што треба да го задржи, кој што е определен најчесто од Централната банка, во оваа ситуација Федералната резерва, кај нас е Народна банка на Република Македонија, е во однос со тоа каков тип на систем станува збор, или порестриктивен, или по-нерестриктивен. Со тоа што во Америка не е нерестриктивен, во Америка е каубојци и индијанци. Значи не се бара ниту 1% од депозитот кој што вие сте го поднеле во банката да биде задржан во банката. Пред тоа бил 10%, сега комплетно е откажан овој 10% депозит кој што мора да го чува банката од вашиот, значи оригиналните пари ги чува со цел да не случајно ги побарате назад, и моментално нормално банките кога веќе им ги одврзувате раците, тоа го користат максимално. И се што вие давате, они буквално се како го давате, така го даваат на некој трет со цел да добие што поголем профит. Значи не се заинтересирани за сигурност, се заинтересирани за поголем профит. Посебно овие помали банки кои што немаат избор. Ако не го прават тоа, ако играат сигурно, уште поголема веројатност дека нивниот профит ќе биде многу мал и на тој начин нормално ќе бидат елиминирани од поголемите играчи. Тоа е една од причините, а нормално сигурноста е втора која што моментално е гледана. Со тоа што главниот проблем кај сите овие мали банки кои што ќе ви покажам моментално е одливот на депозити. Односно се повеќе и повеќе луѓето за да бидат сигурни, оно што го разговаравме, ги преместуваат своите пари во поголеми банки, посебно оние топ 10-15 банки, кои што представуваат стратешки финансиски банки во Америка и кои што нормално, доколку случајно пропаднат, депозитарите ќе бидат целосно обештетени. За разлика од тоа, помалите банки ќе добијат само обештетување до она сума од $250,000, која што треба да биде обештетена од страна на FDIC. Сега, значи исто така, значи нормално се осврти на тоа Джером Паул и каже дека не се секирајте, официјално со продавањето на First Republic на JP Morgan, овдека завршува банкарската криза. Денеска сега ќе ви покажам колку е завршена, само да завршам уште малку со овој дел. Значи нормално и најавува дека ќе има блага рецесија. Сега, значи за тоа го земав ова малку поназад, но како и да е вчера го потврди нормално тоа, вели дека значи се очекува да има блага рецесија. Значи вакви луѓе со блага ретардација прво кажуваат дека нема да има инфлација, потоа кажуваат дека инфлацијата е транзиторна и дека нема уопште ни да осетиме, за потоа да испадне од контрола и да дојдеме до 9% инфлација, па да кажуваат дека не е проблем, ќе вратиме инфлацијата и секи биде во ред и нема да скршиме економијата, за да пропаднат 3 од 4 најголеми банки во само еден месец, но тоа не е криза. Не е криза. Значи, во 2008-2009 година најголемата банка која што пропадната е Washington Mutual, која што е околу 300 билиона. Сега најнаш имате 3, значи скоро толку големи банки кои што пропаднаа во последните месец дена, но не се секирајте, криза нема. Значи немој да се паничите, немој да се секирате, они ви кажуваат дека криза нема. Исто како што немаше да има инфлација, па беше транзиторна, па потоа немаше да има кршење на економијата, па пропаѓаат 3 најголеми банки, па сега гледаме следат уште еден куп мали банки кои што се консолидираат очигледно, или ќе бидат продадени, или ќе пропаднат и на тој начин ќе направат уште поголема паника. И FDIC, значи не заборавајте дека FDIC оваа компанија која што осигурува вашите депозити, нема бескрајно количество на пари, туку има процент од вашиот депозит кој што банката мора да го уплати кај нив, во случај да истата пропадне, FDIC да покрие овие 250,000 по човек од сите депозитари кои што ги има во банката. И кажано, колку што гледав некои податоци, FDIC, еве ќе провериме, значи FDIC капитал не само капитал не planning, туку
Само капитал да пробам, може би ќе го најдеме така. Не, за жал. Океј. Пак ќе направи. How much capital FDIC owns? За жал не може да најдем овдека. Тоа е проблемот што они не го покажуваат тоа. Значи од сите оние депозити кои што досега се да се уплатени, истите имаат мислам дека овдека. Ево, 128 билиони. Значи 128 билиони. Сега вака. Значи ова имаше некои пресметки направено, не може да покрие ниту 1% од банките во Америка, ниту 1%, замислете. Значи ако нешто се случи, официјално FDIC со овие пари кои што моментално ги има, не може да покрие ниту 1% од вкупниот број на банки. Потоа, не заборавајте дека дополнително на сето ова имате уште еден момент каде што значи веќе најавија дека нели овие стратешки банки ќе бидат целосно покриени, што значи дека во оваа ситуација имате нели момент каде што стратешките банки ќе бидат целосно покриени, додека вие останативе не знам како да ви кажам, тоа е 250.000 фала многу. Така да уште еднаш ќе напоменам, тоа е големата причина поради која што луѓето бегаат во поголемите банки. Сега ќе направиме соодветна анализа на DXY, но пред тоа сакам да го споредиме моментот со банките кои што моментално го гледаме, затоа што е многу битно, затоа што нели JP Morgan, спасителот на американската економија, како и секогаш, истапи повторно и купи уште една голема банка, First Republic, која што е втора по големина колабирана банка во историјата на Америка, за на тој начин JP Morgan да стане најголема банка во светот. Со тоа што, да не се лажеме, не е ова направено за да се спаси економскиот систем, ова е направено за JP Morgan да порасне, затоа што повторно ти кажам, консолидирање на банките, неколку од луѓето вчера што го спомнаа на самата Facebook страна, на Криптовалути Македонија, јас го мислам истото, да, дефинитивно е потребно да има неколку играчи, со цел овие играчи да бидат на некој начин многу полесно убедени да се спроведе новиот CBDC, кој што се спрема во Америка, што ќе биде многу потешко да се направи доколку имаме многу голем број на банки, и затоа верувам дека ова навистина им одговара, нормално на големите банкари им одговара затоа што ќе бидат единствени на пазарот, а на Америка им одговара затоа што ќе биде многу полесно да се спроведе CBDC кој што го планираат, што уствари во Америка е наречено FedNow и кој што треба да биде буквално за, ако не се лажам, во јуни или така нешто. Значи наскоро, како и да е, ќе информираме за тоа кога ќе дојде. Сега, уште еднаш ќе се заблагодарам, стварно треба да видам кој беше на групата, значи само момент. Игор Атфарго, значи ова е еден од оние кои што најчесто постираат во групата, но морам да видам кој е, затоа што нормално треба да му се заблагодарам, ова е доста добра информација, со цел ние да можеме добро да обработиме, за вие да видите колку е ова битна информација. Значи некогаш една слика има многу повеќе информации од сите вести кои што ги гледате на сите локални ТВ мрежи кои што се моментално, нели, како што знаете и сами, новинарството е многу слободно, вака сега. Значи оваа листа на банки е моментално кои се најлошите банки по перформанс во последно време и посебно од вчерашниот 0,25%. Значи затоа и велам, многу е, ќе направиме анализа на DXY следно, но прво е многу побитно да видиме што се случува со банките денес, значи после практично вчерашното затварање и денес. Значи замислете уште со самото отварање, затоа што се случува во текот на пред отварањето да има тргување и едноставно се помирува во моментот кога ќе започне тргувањето на берза, затоа што ова се уствари нивните акции. Значи денеска PacWest уште не почната со работа, има изгубено 46,26. Значи 46 само денес има изгубено проценти од вредноста на нивните акции, а вкупно за 5 дена има изгубено 67%. Не се секирајте, значи не се секирајте, ќе напоменам уште еднаш, JP Morgan рече дека банката е готова, значи завршена е банкарската криза, нема никаков проблем. Во превод, ние што сакавме да си купиме, си купивме, значи ги фативме двата најголеми пропаднати банки во оваа ситуација, и SVB и First Republic. Сега немој да се секирате, банкарска криза веќе за JP Morgan нема. Значи за JP Morgan официјално банкарската криза е завршена. Ќе се навалам уште еднаш за да може да го видите ова позади нас. Ете така. Тоа е тоа што имаме да кажеме за ваков тип на луѓе, со тоа што уште од вчера, значи ова е официјално, PacWest моментално бара било кој да ја купи,
Значи, нешто ми кажува дека ќе биде некој од овие повторно 10-15 големи банки, ќе ја земе и оваа, но не се секирате. Банкарска криза нема. Ајде да видиме што се случило со следните на оваа листа. Значи, се од оваа листа, значи нема ни да бараме повеќе. Еве само оваа листа ќе обработиме моментално и ова е после вчерашниот 0,25% нели рейт хайк, дека не исто и Джером Пауел, економијата е многу цврста, немој да се секирате, супер, може да имаме блага рецесија. Тоа е луѓе со блага ретардација кои што го видат финансискиот систем и немој да се секирате. Еве прост пример, значи денеска Western Alliance Bank Corporation изгуби 22% само што отвори пазар. За нив очигледно они, пазете ова, го објавуваат пред да почне со трговија пазарот, не виделе невообичаени одливи на депозити. Не, ова 22% е чисто онака, спортски што изгубиле денеска. Добро, која е следна? Значи Metropolitan Bank Holding Corporation 4%, но беше многу подолу, сега е ова нормално. Во моментов некој има купено очигледно. Имаше и за нив, Metropolitan Bank Holding Corp is lower by 19% in pre-market trading. Ова беше пред да биде отворено. Затоа ви кажав, сега моментално некој има купено, ова не беше така, со тоа што за 5 дена имаат изгубено 35%. Се извинувам, овдека не проверивме за 5 дена. 40%. Банкарска криза нема. 35% на Metropolitan Bank, со тоа што рековме за еден ден, очигледно некој купи, иначе беше многу подолу. Нели, и овдека најавено дека ќе има лоши вести очигледно. Да видиме што се случува со Home Street Incorporated. 10%. На 5 дена 51%. Не се секирате. Се во ред. Проблеми нема. Home Street, значи, изгубиле 176 милиони company earning and investor returns have been trending downwards for past year. Значи, еве колку во заработка изгубил. Значи, ова е заработката која што не ја добила, очекувала 176, очигледно. Да, исто уште една таква интересна банка која што не е во загуба, немој да се секира. Да видиме што се случува следно. Zions Bank Corporation 5%, повторно беше многу подолу, значи 20, сега е 21,3, некој има купено, но на 5 дена 20% минус, на еден месец 23. Значи уште една таква без проблем банка, значи не заборавајте, 20% да се случи на криптопазарот за нас е веќе видено. 20% да се случи на акција на банка, тоа е катастрофа, катастрофа тешка. Bank Corporation Zion down 9,62, ова е нели пред отварањето, ова се вести пред да отворат, значи нели ги најдов и ги објавив за да бидеме во тек, ова се најновите вести за самата компанија. 7,45 денес, 5 дена 18% и еден месец 24%. Нема никаков проблем, немој да се секирате. Се е под контрола. Исто како дома во Македонија кој ти кажат, не, се е во ред. Само вие уште не сте свесни за тоа. Harbor One Bank Incorporated 5 дена 25%, еден месец 33%. Се е розово. Да видиме што е следно. Citizen Financial Group 7% денес, на 5 дена 18 и на еден месец 16. Добро, ова не е толку лоша и многу битно. Значи, само дека да погледнеме. Значи, јас ги користам, уште еднаш ќе напоменам, ова е уствари листата на банки, која што јас следам на Yahoo Finance, ова се најголемите банки во Америка, па и во светот овдека, да видиме што се случува денес. Значи, имаме пат, пак ова, нели, не е толку страшен пат, затоа што најголемите падови овдека на големите банки е 2%, еве 5% US Bancorp, ама тоа ако не сажем беше последното што видовме, како и да е, не е толку страшно, но пак ќе напоменам, ова се најголемите банки и затоа не се очекува истите да паднат многу, со оглед на фактот дека се најстабилни, значи ќе бидат постојано покриени од страна на самата Федерална резерва и на Трежери заедно со Дженет Јелен. Така да уште еднаш ќе напоменам, не гледате што ви кажуваат, гледате што се случува. Значи ова се активни акции кои што не може да ги скриете и очигледно за месец дена, значи они изгубиле по 30 до 50% од својата вредност. Тоа значи дека и инвеститорите бегаат од овие банки и депозитарите бегаат од овие банки. Тоа значи дека ќе имаме листа на помали банки кои што ќе колабираат, кои што се дел од оваа финансиска криза. И FDIC и Федералната резерва нема друг избор освен да најдат или некој да ги купи,
или да направат некое чудо, како што беше тоа отварањето на посебен шалтер на Федералната резерва, за да им се даде на банките дополнителен капитал, за да не се случува ово што моментално го гледаме. А се случува. Тоа сакам да ви кажам. Тоа значи дека понатаму ќе имаме листа на пропаднати, не една, листа на пропаднати банки. Ова се зголемува, а Федералната резерва наместо да престане со рейт хайк, што прави моментално, продолжува и понатаму. Значи, моабетот, ќе престанеме со рейт хайк кога нешто ќе се скрши. Не се крши, ова се срони. Се разбира, значи гледајте и сами што се случува. Ова е, затоа велам, на нашиот канал се обидуваме да ви покажеме вистинските податоци, тоа што нема да ви го кажат на вести. Значи очигледно тоа што моментално се случува на овие банки е голема паника, само што се обидуваат да го скријат и да го да ги продадат или што ја треба да се случи со цел да не настане уште поголема паника, затоа што ова се 5-6 банки кои што може да доведат до колапс на 4000 банки. Се разбираме? Затоа што има огромен проблем со паника кога ќе дојде до ситуација во која што имате луѓе кои што си ги повлекуваат депозитите без да прашаат дали банката е добра или не. Што дополнително во денешно време не се прави со линија пред банка, туку се прави со копчената статура, така да нека му мислат. И затоа уште еднаш ќе кажам, значи денеска постерот е на место и е едно од најдобрите видеа кои што некогаш сме ги направиле. Сакам само да напоменам уште еднаш. Fuck the banksters, сосема заслужено, се надевам дека ќе продолжи така. И нормално дека ова ќе предизвика финансиска криза затоа што тоа е конечно потребно, значи јас мислам дека е многу редно време да го тестираме криптосекторот во потенцијална криза, во потенцијална рецесија и да видиме како истиот ќе изреагира. Затоа што иначе никогаш нема да дознаеме колку истиот е моќен доколку не добие финансиска криза која што е предизвикана од традиционалните финансии и да видиме дали целта која што има поставено самиот Сатоши Накамото ќе се исполни, односно она што го видовме во претходното паѓање на трите големи банки, каде што биткоин почна да расте додека останатите банки пропаѓаа. Гледаме дека моментално не е тоа случај, гледаме дека имаме пад заедно со останатите, очигледно дека истото се случува и за S&P 500 и за Nasdaq. Значи ова е она паника која што следува на пазарот, откако JP Morgan кажа дека се е во ред. Значи пак ќе кажам, не се секирете. JP Morgan кажа се е во ред. Посебно вчера исто одделот на гериатрија не увери дека ќе има блага рецесија, ама пола од банкарскиот сектор ќе изгуби, ќе нема да постои, ама како и да е. Добро, како и да е. Во секој случај, значи пак ќе напоменам. Имаше многу добар коментар од оно што го поставив како тема на Криптовалути Македонија, што многу ми се допадна. Ми се допаѓа кога толку конструктивно разговараме на Криптовалути Македонија, значи тоа е нешто што е многу потребно, затоа што гледам дека има многу паметни луѓе, има многу луѓе кои што во оваа заедница имаат многу да придонесат, но се тивки. Уште еднаш ќе напоменам, значи таков тип на коментари многу помага за оние кои што сакаат да научат, затоа што споделуваме различни мислења. Така да и во оваа ситуација, значи некој многу добро кажа дека и едната и другата варијанта е позитивна за крипто. Односно, едната е да нема рецесија и да продолжи понатаму економскиот систем како што е, каде што нормално ќе се уклучи повторно принтерот на пари и повторно ќе добиеме наплив на пари кој што ќе предизвика нормално растење на ризичните добра. Оваа ситуација највеќе спаѓаат хартиите од вредност и криптосекторот и обратно, доколку има рецесија, конечно ќе видиме што може да направи крипто во рецесија. Затоа што знаеме и сами дека очигледно дел од економскиот сектор го смета за потенцијален хедж наспроти ситуацијата која што може да се случи, односно да видиме дали капиталот ќе почне да бега кон крипто кога би имале потенцијална рецесија. Како и да е, овој финансиски систем треба да се сруши. Не верувам дека тоа ќе биде во овој момент, но ова е само показател дека истиот е неодржлив. Посебно кога вашата најголема држава, најголема економија која што треба да има резервна валута во светот, не може сирота да се договори ни за подигање на нивото на долг кој што може да го има, затоа што ако тоа не се случи, ќе мора да банкротира. Значи, што повеќе од тоа да ви кажем, зависат од ново принтање на пари, односно зависат од ново направена инфлација. Тоа треба да ви кажува се за овој банкарски систем. Ева се, и финансиски нормално. Во однос на DXY, гледаме дека вчера добивме солиден пат, значи зборуваме откако беше изгласана оваа 0,25% рейт хайк. Само уште пред да продолжам, сакам да напоменам дека не заборавајте дека Федералната резерва не е само Джером Пауел. Тоа се 12 членови кои што дел од нив се претседатели на федерални банки, дел од нив се членови кои што учествуваат нели како дел од ФЕД, кои што заедно одлучуваат за тоа дали ќе се зголеми или не и понатаму, значи овој рейт хайк, се разбираме.
Така да не е тоа одлука само на Джером Пауел. Затоа и кажав дека зависиме од тоа на која нога ќе станат 12 пациенти во одделот на гериатрија. Како и да е. Само да знаете дека ова не е еден човек, ова сепак се 12 луѓе, но пак ќе кажам, 12 луѓе одлучуваат за целата економска ситуација во светот. Редардирана работа. 21 век. Добро, ама не може да се пожалам кога на крајот во денов имате крал на Англија во 21 век, што да кажам па за ова. Како и да е. Значи, моментално гледаме дека паднавме под оваа тренд линија, која што е многу битна работа. Многу појасно се гледа тоа на неделно ниво, но само да ги видиме прво самите индикатори, кои што не покажуваат дека имаме солиден момент за пад. Односно, веќе сме надолу, MACD ни покажува расширување на базичната сигналната линија, оваа црвена точка ни го покажува пресвртот. Гледаме моментално дека имаме VWAP во негатива под нулата, сток RSI е на вредност од негде околу 45-46, а RSI на вредност од 43. Што значи дека имаме солиден простор за движење барем до 30, па и подлабоко. Значи тоа не е дека не можеме да отидеме подлабоко, но тоа ќе бидеме веќе во препродадено. Како и да е, се уште е рано, но битно е да завршиме под оваа тренд линија. Гледаме дека не успеавме да се придвижиме нагоре во ова поле. Значи жолтото поле, знаете и сами, представува полето на претходни врвови на два bull маркети на DXY нормално пазарот, значи на вредноста на доларот, со тоа што моментално очигледно е многу јака поддршка која што само што се сврти во отпор. Гледаме дека ваквото неуспешно пробивање нагоре, значи кое што на дневно ниво поинеко изгледа, на неделно ниво гледаме дека имаме три свеки кои што се обидуваат да пробијат нагоре во ова поле и истото ни представува отпор, што значи дека прашање на време е кога конечно ќе се свртат надолу и ќе го предизвикаат ова претходно дно. Значи истото ќе го поставиме на неделно ниво за да биде по-препознатливо. Значи, очигледно овој double bottom формација, дупло дно формација, моментално ќе биде ретестирано повторно. А ако можеме да погледнеме во оваа ситуација, што ова ни представува? Ни представува upside down, односно обратно поставено шолче формација. Истото можеме многу полесно да го видиме на дневна анализа. Значи, гледайте, имаме шолче, имаме рачка на шолчето, што значи дека следниот ретест ќе ни даде потенцијално движење и кршење на овој тренд надолу. Сега тоа за да го пресметаме ќе отидеме на неделно ниво и да видиме што очекуваме. Значи од ваквата формација зборуваме ако се потврди оваа формација, нормално не заборавајте. Значи оваа формација би требало да ни даде следна мета на паѓање под оваа формација надолу, па гледате колку длабоко. До практично 95,8. Значи ова е стандардна техничка анализа, само ви покажувам кои се можностите, не значи дека веднаш ќе се реализира, затоа што имаме тренд линии кои што гледаме дека се испочитувани, зборуваме декади назад. Значи гледате, оваа тренд линија сигурно ќе ја задржи цената, која што е уште од 2002 година. Гледаме дека значи ова формирање на овој триаголник кој што конечно се скрши нагоре, значи гледаме дека имаме два ретеста на оваа тренд линија, незино буквално пробивање надолу, за моментално да имаме повторен ретест на оваа тренд линија негде околу 98 во однос на тоа кога ќе пристигнеме надолу, нормално. Така да тоа е следно оно што го очекувам за DXY, но не заборавајте дека 100 исто така ќе биде она психолошка бариера која што гледаме дека многу пати до сега била испочитувана, затоа што како што се сеќавате истата ситуација гледавме во Биткоин негде околу 20-30 илјади, истото го гледаме моментално и во DXY индексот, каде што 100 ќе биде многу јака психолошка бариера и верувам дека таму ќе имаме солиден момент на купување на DXY. Останува да видиме како и да е, битно е дека многу е битно да се задржиме оваа неделна свеќа да биде надвор од ова жолто поле со цел да потврдиме дека сме испаднале. Значи да успееме да задржиме една свеќа под ова жолто поле ќе помогне многу за потврдување дека трендот продолжува надоле, што нас не е многу битно, затоа што знаете и сами дека биткоин е обратно корелиран на DXY индексот. Колку повеќе DXY индексот се движи надолу, толку повеќе биткоин се движи нагоре, што можеме да го видиме во овој сегмент. Така да уште еднаш ќе напоменам, тоа е една од главните работи кои што не смееме да престанеме да ги следиме. Многу често се случува кога ќе престанат со rate hikes и кога ќе се смири работата на Федералната резерва, многу од аналитичарите престануваат да го следат DXY индексот, што е многу погрешна работа. Постојано треба да го следите DXY индексот, затоа што истиот ни покажува многу реална слика на обратната сила која што постојано делува на цената како на традиционалните пазари, така и на биткоин. Тоа е се околу DXY што имавме да кажеме, сега следно. Гледаме дека моментално повторно имаме придвижување надолу на S&P 500 индексот,
Значи, истото се случува и со Nasdaq, но како што кажавме, се фокусираме многу повеќе на S&P 500 затоа што се така речено многу слични, нема логика да правиме анализа на двата. Значи, оваа голема скала која што ја поставивме на Fibonacci, гледаме дека ни донесе корекција до 50%, односно 0,5 левел на Fibonacci, кој што според нас, јас барем мислам дека ова е, ако ништо друго, крај на првиот дел од bear market, доколку имаме втор и потенцијална рецесија, тоа е веќе друг момент, но сега за сега, доколку се избегне поради некое, не знам, светско чудо, рецесијата, очигледно имаме, значи ова е фактички дното кое што го формиравме, така да сега моментално, буквално цената се обидува да пробие на 0,236 левелот на Fibonacci, тоа е првото ниво, кое што гледаме дека во два наврати беше неуспешно и повторно кога го допратме се предвиживме надолу моментално, со тоа што на месечно ниво се уште имаме солидни индикатори за движење нагоре и се уште имаме место за движење нагоре, со оглед на фактот дека сток RSI е на 56, RSI е на само 51, а дури на 70 се смета за препродадено. Гледаме дека MACD е се уште во нагорна линија и гледаме дека имаме, така речено, иако има мал одлив на средства од овој индекс, VWAP е се уште нагоре. Така да на месечно ниво се уште имаме простор за позитивно движење на овој индекс, додека на неделно ниво за жал е сосема поинаква слика, со тоа што ова е нов пат, моментално се случува, значи 0,5% се случува сега, затоа што имаме вакво негативно движење на банкарските индекси. Јас ќе го ставам ова во позадина, за да следиме дали ќе имаме поголем пад на банките. Значи ќе го оставам на страна, затоа што гледаме дека нешто моментално активно се случува, значи можеме да видиме дека поголемиот дел од банките се во негатива денес, значи тоа е она 0,25, не се кидајте се е во ред, JP Morgan, како и да е, ќе го оставам за да го следиме исто така и S&P 500 индексот, затоа што моментално очигледно се наоѓаме во момент на пад. Значи истото можеме да го видиме и во крипто секторот, но реално, за разлика од традиционалните пазари, 0,5 на традиционалните пазари е голем пад. 0,8 на крипто пазарите е ништо, да бидеме реални. Сега останува да видиме како тоа ќе се придвижи, со оглед на фактот дека ова најчесто треба обратно да биде, денеска очигледно не е. Значи, уште еднаш, не значи дека е правило, ако банките паѓаат, крипто пазарот ќе биде секогаш плюс. Значи, тоа беше една ситуација, мораме да видиме дали тоа и понатаму ќе продолжи да се случува. Значи, не можеме да знаеме затоа што доси никогаш не се случило. Ние имаме само еден пример во кој што паднаа три големи банки и голем дел од овој капитал побегна во биткоин. Мораме да видиме дали тоа ќе се случи повторно. Очигледно денеска би бил солиден тест за тоа. Значи ќе погледнеме како ќе се движи моментално генерално пазарите заедно со крипто секторот, со оглед на фактот дека моментално гледаме дека се доста корелирани. Значи, еве, само да го додадеме, да видиме дали е тоа така. Многу едноставно можеме да видиме дека буквално ова поле се осликува овде. Значи, буквално исто моментално, значи нема никаква разлика во корелацијата, така да ќе видиме дали тоа ќе продолжи во текот на денот. Но уште еднаш ќе напоменам, ваков пад на S&P 500 е многу поголем за разлика од падот на биткоин. Значи, падот на биткоин од 1% е ништо. Со тоа што гледаме дека индикаторите покажуваат дека има простор за пад, значи MACD само што направи пресврт и очигледно потребен ни е барем уште оваа недела да заврши со оваа црвена точка за да очекуваме поголем пад. Значи на тој начин ќе имаме потврда како од MACD така и од останатите индикатори. Гледаме прекршување на RSI од 57 моментално на 52, а знаеме дека до 30 има простор за движење пред да очекуваме, да речем, нагорна корекција силна. 95 сток RSI доста над 70 левел, значи дека е веќе одамна прекупен. VWAP само што помина до нулата и гледа дека имаме благ пресврт на на приливот на пари. Што значи дека очигледно на неделно ниво имаме солиден момент за продолжување на падот надолу. Ќе напоменеме уште еднаш зошто очекуваме тоа да продолжи. Значи и овдека можеме да видиме дека и на дневно ниво имаме простор за движење надолу, значи RSI е само на 45, а рековме дека 30 не граница кај што очекуваме најчесто пресврт. Сток RSI се движи под нулата, под 30, значи негде околу 19. Овдека веќе одамна имаме потврден пад како на MACD, така и на VWAP и гледаме дека имаме одлив на средства, кој што на дневно ниво е многу по-одразен. Сега, значи да напоменеме, да не заборавиме, значи рековме ќе следиме VIX. Гледајте го VIX. Значи рековме дека VIX индикаторот е уствари
индикатор кој што се следи со цел да се утврди Fear and Greed индексот. Но е многу попрофесионално кога го следите VIX индикаторот, затоа што овдека е буквално за нубови. Не ме сваќате погрешно, но буквално за нубови овдека. Значи да, моментално пазарот е неутрален, а истото е и на крипто секторот, значи кој што нема доволно паднато, затоа што пак ќе кажам. Еве, ова дополнително треба да ви покажам. Значи вчера беа двата во грид, а денеска биткоин е паднат само 1% и гледаме дека индикаторот е 64. Тоа дека за разлика од тоа, индикаторот на традиционалните пазари е 52. А ако го споредиме тоа со VIX, да ни биде многу појасно, рековме дека оваа жолта линија најчесто представува неутралниот дел во кој што најчесто се задржува и овој индекс кога цената нема големи пореметувања во една или во друга насока. Односно кога цената се движи негде околу очекуваното, значи овој индекс ќе биде негде околу 21. Значи гледаме дека кога се движи нагоре околу 30, тогаш веќе имаме голем страф на пазарот, значи дека пожелно би било да се придвижиме нагоре кон 30 за да можеме да потенцијално бараме следен раст на овој пазар, што очигледно веќе го видовме и на самата анализа. Односно, она што го споредивме на неделно и дневно ниво, ни покажува дека ваквото коригирање е повеќе од потребно, што истото го видовме и на VIX, односно потребно ни е придвижување на овој индекс нагоре кон 30 за да бараме потенцијално движење на следна нога нагоре. Така да тоа е околу S&P 500, очигледно очекувана е ова така речено корекција. Значи не е ништо надвор во обичајното, само ќе го оставиме овој индекс затоа што очигледно нешто активно се случува. Би сакал да го проследиме во текот на нашата анализа, доколку имаме нешто драстично, би било интересно да го следиме на каналот во практично живо, затоа што ќе гледам ова што можам поскоро да го доставам до вас. Следно, многу битна работа е она што немаме ликвидации. Тоа значи дека оваа криза е исклучиво базирана и заклучена на традиционалните пазари. Значи, може да видите и сами дека во оваа ситуација немаме големи ликвидации, денеска имаме само 21 милион на лонгс и 16, односно 17 милиони на шорт позиции. Тоа значи дека ваквата криза не се прелеала на криптосекторот. Ова е, ако мене ме прашувате, доста благо паѓање на криптосекторот, за разлика од она што моментално гледаме на традиционалните пазари. И уште еднаш ќе напоменам факт Banksters денеска очигледно ќе биде нивен ден и ќе продолжиме да следиме, барем мене ќе биде мило да следам како и понатаму паѓа. Сега, тоа е околу ликвидациите, сега можеме да се префрлиме на стандардна анализа на биткоин, иако видеото е малку долго, 42 минути, но едноставно за да опфатиме се нема друг начин освен да ги изчекаме овие датуми кога имаме битни одлуки, што гледате дека немаше логика да направиме видео за анализа вчера, а да се случи ова денес, значи едноставно целосно би го промашиле. Затоа и реков дека многу често се случува да мораме прво да обрнеме внимание на значи вестите кои што ги имаме надвор од техничката анализа, односно фундаментални вести, за да можеме да имаме целосна слика на техничката анализа. Многу појасно ни е зошто ова што го гледаме се случува. Моментално многу битна работа која што ја забележав на биткоин чартот е овој триаголник, кој што е паѓачки триаголник. Паѓачките триаголници најчесто имаат околу 70% шанса да пробијат нагоре. Сега, очигледно, значи имавме пробив во текот на утрешните часови, значи ова го следев ја сам нормално за себе, се приближивме негде околу 29.300, 29.400 и нормално ваквата ситуација во светот очигледно страва помеѓу банките ни покажува дека нормално очигледно ќе имаме некоја корекција, но како што може да видите, значи корекцијата моментално е нормална корекција во овој триаголник, ништо драстично како овие корекции овде, со тоа што уште еднаш ќе напоменам ни покажува дека е надвор од секторот на крипто. Сега, во однос на месечно ниво, значи со тоа што нели само што почнеме со мај, гледаме дека и понатаму, значи оваа свеќе не се дава, значи и понатаму се обидуваме да го пробиеме ова ниво внатре во овој жолт триаголник кој што гледаме дека ни е полето кој што ќе биде можеби најголем опор за опочнување на следен бул маркет и нели обиди да се стаса до претходниот all time high. Очигледно моментално се ногеме таму. Сега пак ќе кажам, на месечно ниво ние немаме никаков проблем. Значи очигледно сите индикатори се позитивни, имаме уште многу голем простор за движење нагоре. Значи имаме RSI кој што е на само 51, имаме сток RSI кој што е 69, се уште не е ниво oversold, имаме MACD кој што се движи нагоре, не ни помина преку нулата, имаме VWAP кој што е во блага корекција, но генерално тоа не е страшно, како и моментално имаме прилив. Значи ова ни покажува дека на месечно ниво имаме голем прилив во крипто сектор. Додека ако погледнеме на неделно ниво, прво овој квадрат кој што е моментално многу битен,
не е многу појасен и гледаме дека на вистина овде ќе имаме многу тежок отпор. Прво, почнувајќи од ова свеќе кој што е единствената во обратна насока, која што ова тело ни представува главната граница која што ја гледаме, а второ и самиот голем жолт квадрат кој што е уствари поле кој што претходно ни представувало поддршка, за сега моментално ни представува отпор. Така да не можеме да очекуваме дека веднаш ќе пробиеме над него, но гледаме дека се формира една голема формација, а тоа е оваа тренд линија на каналот во кој што се движевме, горната граница на оваа тренд линија, како и моментално самиот квадрат. Така да ова е на некој начин триаголник кој што во поголемиот дел случаевите би требало да биде скршен надолу, но тоа не мора да значи. Останува да видиме како сето тоа ќе заврши, но традиционална техничка анализа на овој триаголник би ни дала практично оваа би била метата доколку потенцијално овој триаголник се скрши нагоре. Само момент, за жал магнетот треба да го исклучиме за да можеме да видиме соодветно. Значи повторно, ова е само техничка анализа и како моментално се следи потенцијална мета која што ни дава мета соодветна со претходниот хај. Значи техничка анализа, не може да го измислите, гледате дека е чарт, се следи, така да гледајте. Значи претходниот локален хај кој што го добивме на 38.000, моментално би бил потенцијална мета на реализирање на овој триаголник нагоре. Додека истата мета надолу, значи мораме да ги земеме во двете насоки нормално, би ни било ретестирање на практично нормално долната граница, односно оваа тренд линија, каде што ја имавме последната акумулација пред да се придвижиме нагоре. Значи дека логични ни се двете страни, нормално логични ни се двете мети, сега нормално. Ова е доколку добиеме некоја масивна рецесија, криза, не знам, нуклеарна војна, војна во Тајван, како и да е. Значи никогаш не можеме да сметаме дека постојано ќе се движиме нагоре. Секогаш мораме да бидеме спремни за потенцијален Black Swan евент, затоа уште еднаш ќе напоменам, ние го имаме оној 10% на страна од портфолиото во случај на такво нешто, затоа што не можеме да знаеме дали можеби ќе има втор дел од пандемијата, или ќе има нова војна, или не знам, некој ќе одлучи да го експлодира некој нуклеарен реактор, како и да е, банкарска криза во светот, значи се може да се очекува. Со тоа што како ќе биде рецесијата и како ќе биде овој Black Swan евент насочен кон криптосекторот, останува да видиме. Не можеме да знаеме. Битно е дека, за разлика од останатите ресурси кои што би можеле моментално да ги купите, никогаш не заборавајте, значи многу од луѓето забораваат, дека моментално биткоин, за разлика од останатите, е моментално во 101%, сега моментално до овој момент каде што се наоѓаме, значи никогаш не го заборавајте тој дел. Дека ние сме 84,5% плюс од почетокот на оваа година. Значи не го заборавајте тоа. Тоа треба да ви каже дека моментално биткоин и вака и така е најуспешното средство кое што ви можеле да го имате. Дури од некои алткоини многу подобар, како и да е, понатаму тоа ќе се промени, затоа што како влегуваме во следен bull market, алткоините ќе направат се повеќе и повеќе профит, затоа што имаат полн маркет кап, но како и да е, битно е дека моментално криптосекторот предводен од биткоин е многу попрофитабилен за разлика од било што би можеле да купите. Тоа е моментот кој што треба да го следите, нормално понатаму ќе биде уште повеќе. И оваа линија е уствари моментот каде што започнавме со една година пред халвингот. Официјално се наоѓаме на една година пред халвингот, што треба да ве радува, мене барем ме радува. Кој не знае, може слободно да ги погледне видеата за Bitcoin халвинг на нашиот канал и ќе научи многу повеќе за тоа зошто ова е толку битно. Во однос со следните индикатори, уште еднаш ќе напоменам, значи се сеќавате во претходната анализа кажавме дека направивме повторен ретест на оваа тренд линија. И гледаме дека моментално тренд линијата која што беше толку голем отпор, гледате, че имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 обиди за кршење на оваа тренд линија на неделно ниво, што значи дека е многу јака тренд линија, конечно беше скршена нагоре и нормално кога влеговме во ова поле на отпор, значи истата моментално е ретестирана надолу, каде што имавме 3 успешни ретеста и моментално се уште се обидуваме да скршиме нагоре над ова 30.000 значи психолошка бариера, како и над ова поле кое што моментално ни представува поддршка во претходниот bull market, а моментално е отпор. Така да, оваа тренд линија се покажа како многу ефективна и како многу корисна во моменталната ситуација на биткоин, што тоа што уште еднаш ќе напоменам, значи секогаш мораме да ги погледнеме ситуациите доколку се сврти на лошо, значи овде ќе имаме многу левели кои што би можеле потенцијално да задржат повторно цената, а тоа ни е 200 неделната средна вредност,
која што, ако мене ме прашувате, е време да ја ретестираме. Падот кој што го имавме после Terra-Luna колапсот, bull market support бендот, како и нормално ги имаме во најлошо сценарио, значи имате 50 неделната средна вредност, имате 20.000 бариерата, имате 300 неделна средна вредност, имате оваа тренд линија која што моментално ни покажува, значи дека го представи дното на овој bear market, така да имате еден куп бариери кои што потенцијално може да задржат цената. Зборуваме за најлошо сценарио, значи гледам дека се уште има луѓе кои што очекуваат ново дно, како ново дно кога цена оѓаме на 30.000. Како ново, не ги разбирам. Значи ворете, секогаш треба да оставите процент од вашите анализи да навистина може да се случи неочекуваното, како што беше COVID, COVID пандемијата, но повторно ќе кажам, тоа не е анализа. Значи тоа е само worst case сценарио, значи во случај на Black Swan event, да имате бекап план, да имате нешто на страна. Тоа не е анализа. Никој не може да предвиди Black Swan event. Никој не може да значи знаете, тоа е реткост кога некој на пример како The Big Short ќе успеат да предвидат дека одреден пазар поради одредени проблеми кои што ги има ќе колабира. Да, но не верувам дека оние луѓе кои што го анализираат моментално овој пазар може да го најдат тој Black Swan event, затоа што тоа може да се направи само ако знаете. Значи ако знаете дека Путин ќе лансира нуклеарка, тоа значи дека знаете дека има Black Swan event. Ако знаете дека Америка ќе го нападне или Кина ќе го нападне Тајван, тоа значи дека знаете, не е анализа. Значи со анализа вие не можете да откриете Black Swan event, тоа да ви биде јасно. Може да се припремите, може да очекувате каде да купите, но не може да го предвидите. И на крајот од денот што ќе напоменам, значи техничката анализа представува educated guess, да речеме, или едуциран на некој начин едуцирано погаѓање за тоа каде би било паметно да се купи и каде би било паметно да се продаде во однос на информациите кои што ги имате, како од техничка анализа, така и од фундаментална анализа, никогаш само едното или другото. Така да, ова е на некој начин едуцирано погаѓање за тоа каде би било паметно да се купи и каде би било паметно да се продаде. Се додека сте во профит, тоа значи дека го правите ова соодветно. Сега, да се вратиме само на овие неколку битни левели и да видиме зошто се толку битни. Значи прво 200 неделна средна вредност, оваа црвена линија, до сега ни била практично дно во 2019 и 2020 bear маркетот и во 2014 и 15 во овој bear маркет. Така да ретестирање на истата најчесто доведува до следен bull маркет, како што можеме да видиме, зборуваме за успешен ретест, значи не пробиеме да под неа. Потоа имаме bull market support band кој што исто на некој начин, како и самата 200 неделна средна вредност, негово успешно ретестирање ни представува следен bull маркет. Можеме тоа да го видиме како во 2020, така можеме да го видиме и во 2014-2015. Значи негово успешно ретестирање ни представува следен bull маркет. Така да во оваа ситуација тој дел веќе го направивме. Сега пак ќе кажам, ако имаме втор ретест, тоа не е лоша работа. Значи тоа се значи успешен ретест, се продолжуваме со движење нагоре. Така да до сега многу од овие трендови ни покажуваат, ако се движиме како претходните bull маркети, а не гледам зашто не би се движеле, дека сме во нагорно движење и уште еднаш ќе напоменеме дека најчесто една година пред халвингот цената на биткоин се движи благо нагоре за од самиот халвинг понатаму да се движи во оној blow of top bubble територија. Така да, ако мене ме прашувате, анализите сосема солидни, не гледам никаков проблем, иако можеби ќе имаме некој благ пат или движење хоризонтално, тоа е сосема нормално. Значи, разликата помеѓу мене и оние кои што тргуваат, нив би им било многу позагрижувачки моментално што имаме пат на сток RSI или што имаме пак на RSI кој што моментално достигна 69 скоро 70. Тоа ќе им биде многу проблематично затоа што очигледно се очекува корекција. Во нашата ситуација корекциите ги користиме за докупување, така да нас воопшто не ни е битно, ние се обидуваме, значи уште еднаш ќе напоменам за оние кои што не ги гледале нашите технички видеа, погледнете го целиот оној курс кој што го имаме спремено за вас, само следете ги бројките на едукациони видеа, каде што детално образложуваме зошто имаме DCA на големи стази, каде што ние целиот bear маркет до халвингот и понатаму го користиме како DCA акумулација, од халвингот понатаму го користиме како DCA дистрибуција. Се уште не сме направиле соодветно видео за дистрибуција, но се уште не се наоѓаме во тој дел. Идејата е на крајот од овој период во кој што се наоѓаме овој bear маркет да имаме што подобра средна вредност на токените кои што ги купуваме. Односно, купуваме на корекции, кога имаме солидни корекции на токени и коини кои што ги акумулираме, купуваме се повеќе и повеќе со цел кога ќе дојдеме во следниот bull маркет
да имаме многу ниска цена на токените кои што сме ги купили и да ги продадеме со многу повисока цена. Тоа е поентата на DCA и го правиме на практично цел циклус на биткоин. Значи не го правиме на недела, не го правиме на месец, не го правиме на година, го правиме на 4 годишен циклус на биткоин, во кој што истото започнавме да го правиме уште од овој прв пат, па потоа го направивме овде, па потоа го направивме овде, каде што за себе информираме, односно се обидуваме стратешки, уште еднаш, како што кажавме претходно, значи со едуцирани погаѓања да купиме на што пониска цена, со цел како се движиме нагоре да бидиме во се поголем и поголем профит. Тоа е поентата на каналот, тоа е поентата на нашето портфолио и уште еднаш ќе напоменам, ова не е канал за тргување, ова е канал за стратешко инвестирање. Така да имајте го тоа предвид кога се обидувате да научите од нас, значи јас нема да ве учувам да тргувате на дневно ниво, јас се обидувам да ви пренесам знаење кои што ги имам за инвестирање на целосен биткоин циклус. И нормално, како и секогаш, ова не е финансиски совет, ова е само моje излагање за тоа што јас правам со моето портфолио, а на вас останува дали сакате истото да го следите. Моментално гледаме дека и самиот канал и понатаму продолжува да манифестира точно движење на овој bear маркет на долната граница, со тоа што имавме буквално копија од bear маркетот во 2015 година, каде што имавме пробив под овој канал, една свеќе под и негово враќање нагоре. Значи истото можеме да го видиме и овде, пробив под каналот, една свеќе под, враќање горе и моментално движење како што можеме да видиме неколку свеќи по самата долна граница пред да се придвижиме нагоре. А каде се движиме нагоре? На следниот халвинг. Значи тоа е она што го кажуваме. Една година пред самиот халвинг гледаме дека се движиме по долната граница на овој канал, пред да имаме бабл движење од blow-off топ што го очекуваме. Значи моментално се наоѓаме на точно една година пред самиот халвинг, каде се движиме точно по долната граница на овој канал, кој што гледаме дека постепено се движи нагоре. Значи дека самиот канал ќе не однесе нагоре, се разбираме. И овдека он рейтинг кој што го направивме беше на 50 месечната средна вредност, која што исто така е многу значајна на некој начин тренд линија и бариера, која што прв пат успеавме да ја пробиеме под, гледате и овдека, значи овдека не била поддршка, овдека на некој начин повторно е поддршка, за овдека прв пат да ја пробиеме и моментално правиме ритест на истата и продолжување нагоре. Што значи дека и на овој канал моментално се движиме идентично како што сме се движеле во 2015 година, односно соодветно на движењето на биткоин во следниот bull маркет. Нормално мораме да го спомнеме и делот со Wyckoff акумулацијата, која што моментално е во завршено ниво. Уште еднаш, значи, ќе го зголемиме ова на неделно ниво, за да може многу полесно да го видите. Значи, како што кажавме, ова е Wyckoff акумулацијата, која што моментално ја анализиравме. Знаете и сами, имаме соодветни видеа за Wyckoff акумулацијата, тоа е едно од оние најголеми и најредовни, чести формации кои што може да ги најдете во одредени чартови, со тоа што во оваа ситуација, значи, целото дно на овој bear маркет ние буквално една голема Wyckoff акумулација, каде што се наоѓаме во завршниот дел, односно делот D и E, каде што потенцијално би можеле да добиеме ритест на горната граница на овој рейндж, во кој што се наоѓавме за акумулирање и негово придвижување нагоре во blow-off top. Значи, или ќе добиеме ритест, или веќе се придвижуваме нагоре постепено. Значи, овој ритест не е морален, ова е само најчесто како се случува Wyckoff, самата акумулација, и тоа ова е шематскиот приказ 1. Значи, дали ќе се случи или не останува да видиме, но негово, како што ќе повторам уште еднаш, ретестирање, значи, пак ќе кажам, и да имаме пат, уопште не ме плаши, затоа што ќе имаме соодветно ретестирање на горната граница на Wyckoff, Wyckoff акумулационата зона, ретестирање на што друго, на bull market support бендот, дополнително ќе имаме и ретестирање на 200 неделната средна вредност, која што е негде блиску на овие нивоа за повторно придвижување нагоре, што е многу позитивно ако го направиме сега, за веќе да го трнеме настрани и да почнеме да се движиме нагоре. Значи, уште еднаш ќе напоменам, јас мислам дека е многу паметно сега да имаме ритест на 200 неделната средна вредност, кога сме се уште рано во овој bull маркет. Останува да видиме. Тоа е околу техничката анализа. Како што кажавме, моментално значи Fear and Greed индексот ни е доста лош, се уште сме доста високо во грид. Само да погледнеме што се случува уште еднаш со банките за секој случај. Да, значи очигледно имаме доста негативно движење. Гледате ова, значи се повеќе и повеќе се движат 4%, 3%, 3% и Bank of America и JP Morgan, не се секирате, банкарската криза е завршена. Одлично. Одлично, само напред.
Вака. Значи, ќе продолжиме со само уште некои интересни дополнителни индикатори кои што мислам дека се многу битни за да покажеме дека крипто секторот е во сосема здрава средина, но пред да продолжиме сакам само уште еднаш да напоменам за оно што го спомнувавме во почетокот. Моментално Етериум е дефлационен со минус 1,2%. Значи, ако се сеќавате, бевме овдека многу долго време, значи ништо, некој негативен минус 0,02. Гледајте, значи со ваквото користење, со стейкинг, unstaking, значи го добивме буквално тоа што го кажавме. Значи моментално минус, значи со самото држање на Етериум повеќе се гори од колку што се произведува Етериум на годишно ниво. Моментално сме во минус 1,2%. Значи тоа е многу добра работа затоа што ви покажува дека и само да го држите Етериум, вие практично ќе добиете профит од 1,2% на годишно ниво. Со тоа што јас верувам дека ова многу ќе се зголеми кога ќе влеземе во следниот bull market, затоа што гледаме дека моментално гледајте. Значи се горат 2,1, значи тоест како му дојде 2 милиона и 100.000 етериуми се горат на годишно ниво, а се произведува 686. Ова нема да биде минус 1,2, ќе биде многу повеќе, затоа што гледајте се повеќе и повеќе се зголемува брнот кој што моментално е нели од оној апгрейд кој што го имавме, сега не се сеќавам како се викаше точно, значи оној процент на фито кој што се гори е многу поголем од оној кој што моментално, затоа што произведувањето на Ethereum е фиксно и ќе биде 686.000 постојано, значи никогаш нема биде променето, така е поставено во самиот алгоритам на Ethereum. Додека горењето ќе биде многу поголемо, затоа што ќе имате многу користење на Ethereum, затоа што знаете и сами дека Ethereum е најголемиот смарт контракт екосистем. Така да ова е многу позитивна работа, само сакам да ја напоменам кога веќе правиме техничка анализа и нормално како и секогаш да напоменам дека сме во многу солиден момент на една година пред bull маркетот, практично една година пред самиот халвинг, но нормално уште интересна работа која што треба да напоменеме, а тоа е да видиме што се случува со адресите на биткоин за крај. Значи прво би сакал да ви го покажам и ова, значи ова е волети кои што не продале биткоин повеќе од 10 години. Нормално како мине времето, така се повеќе и повеќе се додава бројка. Значи гледаме дека уште од практично ова од 2018 година, значи овдека сме имале само 0,37% од вкупните волети на биткоин. За моментално гледајте, значи во целиот овој период од дното, кога го постигнавме дното на цената на биткоин, каде што имавме 13,7% од новчаниците кои што поседуваат биткоин, не продале повеќе од 10 години. Да се искачи на моментални 14,74, што е 1% плюс на волети кои што не продале во последните 10 години. Значи ви кажува дека се повеќе и повеќе од луѓето го користат како заштита на својот капитал. И гледаме дека има драстичен раст, значи гледате, овде имаме потенцијален, значи нели, постепен раст, а овде имаме драстичен раст во последниот дел каде што постигнавме претходно дно. Тоа треба да ви кажува дека се повеќе и повеќе овие 10 годишни новчаници ви покажуваат дека биткоин го користат како заштита на капитал. Тоа е одлична работа за самиот биткоин и гледаме дека во целиот овој период каде што имаме страф од банкарски пропаѓања, новчаниците не се намалуваат, туку се зголемуваат. Значи моментално имаме, гледате, значи оваа портокалова линија е моментално колку се повеќе и повеќе се зголемува бројот на новчаници кои што поседуваат 0,1 биткоин, моментално е 4 милиона и 300.000, следниот не е 1 биткоин, кој што исто така се зголемува, гледаме дека нема никакво намалување, истото ни го покажува и 10 биткоина, значи гледате, иако е благо, зголемувањето е тука, се случува. Истото е и за 100, со тоа што 100 имаше благо намалување, значи тоа беше оние кои што го направи овој практично дамп овдека, со тоа што гледате овдека повторно почнува да се акумулира, односно од моментот кога што добивме така речено блага корекција, 15.800 новчаници, сега моментално имаме 15.900. Значи тоа се скоро 100 нови новчаници кои што имаат повеќе од 100 биткоин. Тоа ви покажува дека и понатаму биткоин се акумулира без разлика на тоа дали се очекува рецесија или не. Значи тоа не променило ништо. Нормално овдека е и net unrealized profit loss NUPL индикаторот кој што ни покажува дека се уште се наоѓаме во оптимизам, значи тоа е она кога конечно ќе добиеме капитулација, која што веќе ја добивме, гледаме дека досега тоа се случило во 2 наврати, а кога е тоа
тоа е буквално во bear маркетот за 2014-2015 и bear маркетот за 2019-2020. Со тоа што овде имаме кратко влегување во капитулација поради, нели, како што кажавме, COVID ситуацијата, овдека гледаме дека после завршувањето на капитулација, која што ствари ни покажува дека сме завршиле со дното на биткоин, моментално поминавме преку hope и моментално се наоѓаме во оптимизам. Значи, оптимизам и белив е практично следниот момент на почнување на еден циклус. Значи, оптимизам и белив се буквално следниот дел на почнување на еден, да речем, бул циклус. Со тоа што нормално тоа не значи дека ќе биде волку краток, значи, нели, ова не е секогаш исто, само ви покажува како прилика изгледаат, нели, самите емоции кога се наоѓаме во одреден спектар на емоции во однос на тргувањето, каде што луѓето се уште значи се надеваат дека ќе почне следен бул циклус. Јас не гледам причина зашто тоа не било така, со оглед на фактот дека досега 4 годишниот циклус не потврди. Повеќе за 4 годишниот циклус погледнете во нашите халвинг видеа, ги има две. И уште еднаш ќе напоменам основни работи кои што мора секој да ги погледне, кои што гледа нашите анализи се. Прво, да ги погледне двете видеа за халвинг, потоа да ги погледне 4 видеа за DCA, односно Dollar Cost Average, каде што објаснуваме се во детали, зошто и како правиме, за да има многу појасна слика на тоа што е идејата на каналот и како се поставуваме во целата оваа ситуација. И многу битни, можеби најбитни, се Bitcoin hash rate и Bitcoin miner difficulty, кои што ни покажуваат дека прават буквално секој ден нови all-time high. Односно, гледаме дека Bitcoin hash rate во ниту еден момент не се придвижи надолу, значи нема зима, значи гледаме дека само повеќе се зголемува моментално големината на майнинг способностите во светот. Гледаме дека ова е отварање на се повеќе и повеќе нови фарми кои што гледаме дека се зголемува хешрейтот, како и Bitcoin mining difficulty, која што значи буквално во последниот период, уште од 21 јануари, прави само нови all-time high. Тоа значи дека имаме огромен број на нови майнери кои што се приклучиле на оваа мрежа. Значи, гледате, ова е нешто што не може да се скрие. Значи, не е како и банките кои што немате појма што се случува. Значи, овдека сето тоа се гледа јавно. Значи, овие два индикатори покажуваат дека биткоин пазарот е сосема здрав и никогаш подобар. Така да, ако ова не ви кажува дека се движиме во правилен правец, ништо нема да ви покаже. Како што нормално знаете и сами, на крајот од денот повторно мора сами да одлучите дали ова ќе биде полето за вас, со оглед на фактот дека не секој е склон кон ваков тип на ризик. И нормално нашиот канал е овдека само за да ви помогне со едукација, на крајот мора сами да одлучите што понатаму. Тоа што гледаме дека златото е денеска во пораст од 1,3%, што ви покажува дека луѓето пребегуваат од буквално се во практично ресурси кои што може да им дадат заштита на капитал. Знаеме дека тоа е најчесто златото, со тоа што гледаме дека и биткоин се повеќе се намалува, беше минус 0,8, сега е минус 0,5, ќе видиме како ќе заврши овој ден, но верувајте ми, само малку треба да почне овој индекс да се движи нагоре поради ваквиот колапс на банките и нема да биде запрет. Значи, истото се случи и претходниот пат, истото верувам дека се случи повторно ако доволно е само еден играч да купи моментално и да дигне цената малку нагоре. Кога имате ваков ден кога се паѓа надолу, верувајте ми, ќе направиме хаос и ќе се придвижиме над ова ниво од 30.000, останало да видиме дали таков играч ќе се најде на пазарот. Затоа што некој мора да го почне ова движење нагоре и гледаме дека е доста лош ден за банките, што е значи дека е многу добар ден за нас. Така да со ова ќе го завршам нашето видео. Како и секогаш имаме огромен период на 359 дена за учење, за одлучување дали ова сектор за нас, како треба да изгледа вашето портфолио. Имате еден тон материјал на нашиот канал на македонски јазик со цел да ви помогне да се едуцирате. Така да ви благодарам. Единствено што бараме од вас, како и секогаш, е доколку има некој кој што сака да научи за криптосферата, доколку ви се допаѓа материјал, нормално споделете го со него. И тоа е се што имаме да кажеме за денеска. Се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGamidžија и уште еднаш за крај, fuck the banksters.